дури од опозицијата. Благодарам за односот. Ниту е моја куќа, ниту твоја. И кога ќе збориш за дома некому, тогаш да си збориш себе си. Не, сега ја ќе ти кажам. Окей. Сега јас ќе ти кажам. Ти кажи што сакаш, повели. Прво да внимаваш на деловникот, она што го пишува во него и што треба. 3 сата ги малтретираш пратенициве од 14 до 15 часот. Задолжителна пауза. Прекинете да зборите од таму, бе. Прекинете, срамота ова што го правите. Прекинете, бе. Кажи што имаш неопштува со пратениците, кажи што имаш да кажеш. Прво, согласно деловникот, член 70, пратеник и влада до утврдување на дневен ред може да предложат внесување на точки од дневниот ред само во случаи на итна и неодложната. Точка од дневен ред предложивте и дозволивте Антонио да ја внесе и се гласаше по истата. Закони 10, кои што ги имаме предложено до вас, од наша страна се исполнети сите услови. Пред Собранието без претрес се изјаснува член 77 за секој предлог за изменување и дополнување на предложениот дневен ред и предлог на дневниот ред на седницата е исто така член за кој што треба да разговараме. Пред утврдувањето на дневниот ред, председателот на Собранието ги известува пратениците за предлозите за внесување од на секоја точка по дневен ред. 10 закони ви имаме предложено во време. Тие 10 закони не е наша обврска што не сте ги превеле вие. Имате обврска тоа да го преведете и да го доставите до пратениците. И да не се изживувате тука, ќе гласате, нема да гласате, ќе исклучувате микрофони. Тоа ви го има предложено по тој член. Членот дава 10-минутно образлагање на тоа. Ќе дозволите 10 минути да се образложи. Немојте да злоупотребувате, да кршите деловник и да се однесувате како да сте дома. Пратеници 44 се седнати 2 дена, бараме точки да се стават на дневен ред или да се сата или не. Што вели член 137? Председателот, став 2, предлогот на закон, еве и став 1, предлог на закон се поднесува до председателот на Собранието. Поднесени ви се во четвртокот и петокот. Председателот на Собранието веднаш, вели веднаш, а најдосна во рок од 3 работни дена од денот на поднесувањето, 3 работни дена, го доставува, не вели го разгледува, го доставува до пратениците во писмена или електронска форма, со што започнува законодавната поставка. 3 дена имавте, не го доставивте. Што спорите сега и затоа што знаете дека сте криви, денеска во текот на денот, после почетокот на седницата, го пуштивте ова до пратениците. Зошто? Затоа што го прекршивте деловникот и не поставивте по ова. Ваш проблем е дали ќе го преведете или не. Јас сум македонец, ви го пуштам на македонски. Согласно законот за јазиците, ваша е обврската да го преведете. Ако не го преведете, вие сте криви. Вие го починувате албанскиот јазик. Не ја, си играте со преводот овде и со пратенициве. Моја обврска е да ви го доставам во 3 дена. Вие и службите треба да го преведете. Не ги обвинувам службите, вие сте тие кои што треба да го направите. Не се изживувајте со пратениците. 200 степени ви е тука. Затоа што сте неспособни. Салава долу која што у март дадовте изјава дека ќе ја направите на крајот на мај, уште да работиме тука. Не никога. Сега ќе ме слушаш затоа што цел ден ве слушам од Сабајле како се изживувате. Ќе даете пауза, ќе ви дехидрираат, ќе ви падне некој пратеник. Барете ме пауза ако сакате. Нема да барам. Вие имате обврска да ја дадете. Ја немам обврска. Вие имате обврска да ја дадете. А потоа ќе продолжиме да барајте пауза. Па не сум ја најме работник тука да дојам да барам. Имаш деловник, имаш правила како се работи тука. Благодарам, само не дај Боже да ти падне некој од пратенициве, тоа ќе видиш. Благодарам.